Наместо да добие клуч на врата како што беше најавено пред 2 месеци, болницата за гинекологија во Чаир натаму го загадува воздухот. Најавениот тендер за пренамена на системот за грејење од мазут на газ е закочен поради некомплетна документација, велат надлежните. Од Министерството за здравство за Алфа откриваат дека првите технички документи кои ги добиле од раководството на болницата биле несоодветно изработени, па со помош на општината одново ги преработувале. Од потребните 2 дозволи кои болницата мора да ги поседува за да може да го имплементира новиот систем за затоплување, едната веќе била завршена. Сега надлежните ја чекаат и втората, за да може болницата да премине кон еколошки модел на грејење. Од Министерството велат дека тендерот за гасификација бил подготвен. Се чека комплетирање на техничката документација, меѓу кои е обезбедување решенија за реконструкција, согласно Законот за градење објекти за кои не е потребно одобрение за градење, што ќе се издаде за кратко време и ќе се објави тендерот. За да може целиот систем да се преадаптира од мазут на газ, надлежните ќе треба да набават и нов котел, но потребно било да се изгради и подземен систем по принципот на бензинските станици, велат од Министерството. Проектот ќе чини 12 милиони денари. На стартот од февруари во екот на грејната сезона, болницата во Чаир беше во фокусот на јавноста откако на социјалните мрежи осамна видео, во кое се гледаше како густ црн чад излегува од оџакот. Жителите од овој дел на градот се жалеа дека тешко дишат, а и мерните станици укажуваа на висока загаденост на воздухот. Тогаш, под притисок на јавноста, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов се закани дека ако проблемот не се реши во рок од 30 дена, болницата ќе добие клуч на врата. 2 месеци подоцна, грејната сезона се уште не е завршена, но болницата во Чаир натаму работи со котелот стар половина век.